12 пратеници од македонскиот парламент користеле двојни привилегии. Со народни пари државата им плаќала стан во Скопје, но во меѓувреме тие наплаќали и патни трошоци, вели анализата на СКУП. Списокот на ИТРИ пратеници го чинат Лилјана Затуровска, Лилјана Кузмановска, Ане Лашковска, Благица Ласовска, Магдалена Манаскова, Нада Ципушева, Катерина Кузмановска, Кети Смилеска и Мери Лазаровска и најзвучните имиња меѓу нив Александар Кирацовски од СДСМ и Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Овие двајца од државата лани наплателе пари во две насоки, односно за стан од 370 и 390 евра, но и за пат. Кирацовски 1000, а Димовски нешто повеќе од 300 евра. Со одлука на собранието, пратениците треба да се изјаснат или за едното или за другото, со тоа што доколку изберат државата да им плаќа кирија, патните трошоци треба да се однесуваат само за викенд деновите. Како може да се сопре трошењето, односно дали треба да работи законот или совеста кај политичарите? Кој може? Никој не може. Они си за себе носат закони, владата си носи пратениците за себе, за граѓаните никој не размислува. Само законот, кој ќе ги воде законот, кој ќе го спроведе законот. Народот на првото бирање да се размисли кој бил, што е завршил, што е земал. У едно и две, и законот и совеста. Заради тоа, без закон, чиме мора секој си краде и никој не може да го сопре. Ако има закон, не може така да биде баш лесно. Да ги земат парите на народот, мислам. Сепак, освен овие, има и два светли примери во името на пратениците Крсто Јовановски од ВМРО ДПМН и Рубин Земон од партијата за општествен и економски напредок. И двајцата досега користеле само стан, а од државата без да земат ниту денар за патни трошоци. Дека потенцираните 12 пратеници на свој джеп мислеле малку повеќе, потврдува и Сладжана Тасева, председател на Transparency International. Доколку лицето користи стан што му го плаќа државата, не може да наплаќа и патни трошоци. Треба да се одлучи или за едното или за другото. Ако сака стан што му го плаќа државата, тогаш за викенд патувањата дома трошоците треба да си ги поднесува сам. Потврдува Тасева. Дека политичарите во своите привилегии претеруваат, потврди и Билјана Ивановска, председател на антикорупцијската комисија. Таа неодамна излезе со предлог сите бенефиции на политичарите да бидат укинати, зашто со енормните трошоци државата се потешко излегува на крај.